Така, во вестите на Канал Вест гостин ја имаме Маријана Тошева, секретар на Црвениот крст во Струмица. Неслучајно ја избравме денеска таа да биде гостин во вестите, бидејќи падна и првиот снег. Минусните температури ја зафатија и Струмица, а двата кампа во дворот на Црвениот крст во Струмица се ставени во функција. Маријана, добре дојде во вестите и кажи ни, двата кампа се празни или веќе ги почнавте да ги полните со бездомници? Значи, едниот камп веќе ни е полн, имаме сместено 6 лица во него. Во моментот одговараме на првиот повик затоа што веќе ги ставивме во контејнерите во функција, ги обезбедивме тоалетите и веќе сме спремни за прием на бездомни лица за сместување во нашите контејнери. Што тоа значи сместување на бездомни лица? Бидејќи многу од граѓаните сметаат дека доколку некој ако е во малку поголема социјален ризик, дека би можел да дојде да биде сместен. Дај да ги разграничиме работите. Што подразбираме под бездомник и кои се неговите права овдека во кампот? Обврските, за сместување на лицата кои се социјално загрозени, понатаму остануваат на самите институции, тоест на Центарот за социјални грижи. Ние ги прифаќаме сите оние лица кои што во текот на годината живеат како бездомни лица, живеат како лица на улица, и наша обврска да ги сместиме во периодот кога веќе Струмица или нашиот регион е зафатена со минусни температури и сместувањето например од 5 часот навечер до 7 часот наутро со обврска ние да обезбедиме топло место за преспивање и храна за лицата кои што треба да бидат сместени. Така. Пред да започнеме со разговорот, спомнавте дека веќе алармираат нас големен број на пријави за бездомни лица, но околностите се такви и капацитетот на двата кампа не дозволуваат повеќе сместување, нели? Значи, капацитетот всушност на нашите кампове е само 4. Сега во моментот ние сме со повеќе од потребното и дозволеното. Меѓутоа ние понатаму остануваме на терен, да бидеме логистика и на општините, и на самиот Центар за социјални работи, да помогнеме во згрижувањето на сите тие лица или категории кои што се од висок социјален ризик. Ние може да бидеме на терен цело време со пакетите со храна, обезбедување на топла облека, алармирање например на населението за да помогнеме заедно, исто и со општините. Така. Пред да започнеме со разговорот, видовме и луѓе кои што зимаат топла облека. Покрај сместувањето, Црвениот крст работи секако и на обезбедување на топла облека за оние кои што не може да се дозволат. Еве еден повик до граѓаните кои што сакаат да донираат кебиња, јоргани, или топла облека, дека овие денови потребата од нив е се поголема, да ни ги достават, па ние да им ја поделиме на луѓето кои што секојдневно бараат да им ја обезбедиме. Така. Ти благодарам на разговорот.